Иве, најнапред да ти се заблагодарам што издвои време повторно да бидеш дел од Спорт Интро, да поразговараме малку за светското првенство. Македонија го заврши својот настап во осмина финалето, голем пораз можем да кажеме од Норвешка, 10 разлика. Дали според тебе беше очекувано, неочекувано и една генерална оценка на севкупниот наш настап на мундијалот? Па добро, мислам дека македонската ракометна и спортска јавност треба да биде задоволна од пласманот и учинокот на македонската репрезентација на ова светско првенство. Самиот факт дека и пред заминувањето пласманот беше поминување на групата и тоа осмина финале и мислам дека сепак наидовме на една репрезентација која што во моментот е подобра од нас и дека е репрезентација која што не само во осмина финалето, него и понатаму мислам дека ќе направи добар резултат. Македонската репрезентација го даде својот максимум. Ние покажавме дека во континуитет на овие големи светски европски надпреварувања сме добри, дека секоја година имаме барем ова генерација која што ќе биде за воидмина и дека Лино Червар на некој начин го исполни она што и претходно си го постави за цел, да го тргне притисокот од репрезентативците, од притисокот на спортската јавност, на медиумската јавност и на некој начин да не направи задоволни, ако може така да се рече, со она што го покажавме како игра, посебно со Шпанија, и да веќе во надпреварот со Норвешка, каде што без Дејан Манасков и Филип Миркуловски беше невозможно да се направи нешто повеќе од ова. Може би резултатот е превисок, но данокот на наиграњето на тие многу битни два играчи за нас, битен и еден да не игра од ова репрезентација, е она што беше и на крајот против Норвешка. Реков, Норвешка е репрезентацијата која е една од најперспективните која доаѓа во иднина и мислам дека треба да бидеме задоволни. Добивме неколку играчи во она што значи иднина перспектива, значи многу драгоцено искуство на играњето на сите тие што настапија. Голманите без разлика на тој учинок, ако може така да се каже, пологичен. Сепак Колев во последните неколку надпревари, два надпревари, покажа дека не е случајно викнат и дека не е случајно дебитант со 37 или 8 години колку што има, дека заслужено е добил довербата од селекторот и дека на крајот Лазаров покажа дека и во овие негови подминати години се уште најдобрите напаѓачи во светот. Тој досега постигна 50 голови и не знам кој друг би можел да го достигне во текот на останатиот дел од светското првенство, бидејќи знаеме дека тие најблиску што му беа, мислам дека и испаднаја од во осмина финалето во името на германското лево крило Генштајнер и така натаму, но тоа е најмалку битно. Битно е дека македонската репрезентација остави еден добар впечаток во очите на светската ракометна јавност и дека стварно во иднина имаме репрезентација која што ќе ги продолжи континуитетот на големи светски европски надпреварувања. Мислам дека опште заклучокот дека на надпреварот со Норвешка во двете полувремења како да излегоа две различни репрезентации. Македонија играше, може да се каже, одлично во првото полувреме, но во второто нашите како да ги немаше никаде. На што според тебе би можело тоа да се должи? Па тоа може би така изгледаше, но треба да бидеме малку и објективни и реални во оваа ситуација. Во првото полувреме игравме оноко колку што имавме и снага. И сами видовте дека теретот падна на двајца, на тројца играчи кои што Малтен игра на сите надпревари по 60 минути во два правци, одбрана и напад. Тука мислам на Лазаров, Стоилов. Па може би и во последните надпревари и Стефан Другишки доби некоја улога која што сака Лино Червар да види со каков потенцијал располага
играчот кој што исто е дебитант во оваа репрезентација, мене ми е драго. Тој е наш сограѓанин, тој е дете од Битола, потекнува од битолската школа, која што е вредно за почитување неговиот настап. Сметам дека треба да биде похрабар, треба да го искористи својот потенцијал максимално, да биде гладен за гол, да биде агресивен, да сака да постигнува голови, да биде многу попродуктивен од ова што на светското првенство беше, но тоа е сега едно големо искуство за него и за другите. И мислам дека само тоа е единствената причина и она што мислам дека се потрошивме на еден небитен надпревар за нас против репрезентацијата на Шпанија, колку тоа добро изгледаше и колку тоа селекторот проба да го изјави дека нема да се штеди против никого. Мислам дека на најнебитниот надпревар за нас во групата, бидејќи јас мислам дека колку и ние максимум да дадевме, секогаш Шпанија беше преголем залог за нас. Така, сметам дека и некои од ракометарите изјави баш веднаш по завршувањето на надпреварот дека ги понесе атмосферата на тој надпревар со Шпанија, затоа и толку императивот е секако најголем кај репрезентативците и мотивот кога играш со репрезентација која што е слична како репрезентацијата на Шпанија, која што нормално ќе сакате да дадете се од себе и ќе гледате шансата да го изненадите противникот, но ние мислам дека имавме без разлика, не сакам да го коментирам судењето, мислам дека имаше доста реакции на судењето на литванската или летонската двојка судиски пар кој го судеше надпреварот. Мислам дека едноставно максимумот беше тој, дека ние сепак Шпанија е репрезентација со некоја поголемо искуство, поголема ротација во играчкиот ростер и дека ние едноставно требаше само да го одработиме надпреварот и да ги чуваме најбитните играчи, свежината и сето тоа за следните два надпревари, мислам на Исланд и на репрезентацијата со Словенија, но сепак данокот беше повредите на Дејан и на Филип Миркуловски, но знаеме, едно такво надпреварување бара максимална физичка подготвеност. Мислам дека Дејан и Филип играат во екипи каде што во екипи од Бундеслигата каде што малтене секој втор ден е за нив надпревар, долги патувања, играње во Лигата на шампионите и така натаму, кое што и во некои години каде што е Филип Миркуловски, каде што стварно бара предпазливо да се ротира со тие играчи. И мислам дека на крајот сепак македонската репрезентација, напоменав, остави добар впечаток во очите на светската ракометна јавност, дека играта Лино Червар 7-6 која примени може би беше од сите други останите репрезентации кои што ја играа најдопадлива, бидејќи и профилот на нашите играчи е таков да има добра комуникација со пилотите, да бидеме реални, 7-6 не се напаѓа да направиме простор за шут на пивотите и крилата. И тоа ние добро го работевме и тоа е еден добар квалитет за една млада репрезентација, еден нов почеток за некоја препознатлива игра која што ќе биде во иднина на нашата репрезентација. Така, сметам дека можеме да земеме многу позитиви од ова светско првенство во однос на нашата репрезентација, да го земеме и првиот надпревар со Тунис кој го одигравме. Момците покажаа карактер од -4 се вратија на +4, исто и надпреварот со Исланд сметам дека и тактички го одигра феноменално. Сепак тој бод беше доста значен, на тој надпревар нели беше и Колев одличен. И мора да ги пофалиме и најмладите, Талески, Дрогришки, Неловски, мислам дека покажаа доволно капацитет, покажаа дека имаат капацитет понатаму тие да бидат носители на македонската репрезентација. Секако, Лино Червар е пред се тренер кој што со се она што освоил во својата кариера е доволен показател дека се работи за еден исклучително добар стручњак. Напоменав и претходно, Лино ја има потполно довербата и слободата во изборот на играчи и на она што се вика систем на игра во денешната македонска репрезентација. Ние немаме многу голем избор на играчи да премногу
импровизираме, тоа е тоа најдоброто во моментот од македонската репрезентација со плюс 2, 3 или 4 играчи кои што сигурно вратите не им се затворени во оваа репрезентација и дека она што претходно беше карактер да кога ќе губиме со повеќе голови разлика да престанеме да се бориме, Лино им го наметна дека надпреварот, и тоа е во праксата точно, дека надпреварот се игра 60 минути, дека на крајот битен е конечниот резултат после 60-та минута и нашата репрезентација во неколку наврати се врати, покажа дека и покрај заостаток од неколку гола може да дојде до позитивен резултат, бидејќи тие веруваја во она што го работат, бидејќи Лино им наметна дека она што го поминаа заеднички во оној период на подготвителниот период е правилно и дека само на некој начин може да даде резултат. Се покажа како исправно, тоа е добра подлога за понатаму и мислам дека сите останати играчи во македонската ракометна лига и некои доаѓаат, треба ова само да им биде поттик, бидејќи сигурен сум дека во овој циклус кој Лино го ја доби довербата од Македонската федерација, првите луѓе, ќе има шанса за сите млади играчи да покажат што знаат и дека сигурно дека оној што ќе покаже барем малку квалитет ќе добие шанса во било која селекција од овие и тоа е добра работа. И мислам дека е правилно и ајде заеднички сите да работиме и да им дадеме на македонската репрезентација во сите категории она што е најдобро од клубовите, од школите и мислам дека е тој добар правец во кој сите заеднички се стремиме. Се гледа, мислам може да се каже дека добро се работи со младите ракометари, мислам се гледа и по репрезентацијата и тие нишат големи успеси, можам да речем младата репрезентација и се надеваме тие играат и сега исто така на светско првенство, па да видиме каков успех ќе имаат, пак да видиме и кој од нив ќе понатаму ќе игра и во сениорската репрезентација. Тоа е предуслов. Мене ми е мило што во континуитет е младинската македонска репрезентација. Ова е наше трето големо едно учество на големите светски надпреварувања, почнувајќи од таму мојата генерација 97 година кога за прв пат во Турција учествувавме на едно такво светско првенство, проложи во Охрид и да еве трет пат со пласманот на нашите млади репрезентативци учествуваме на светското првенство во Алжир, каде што мислам дека ова генерација Наталевски, Кузмановски, Велковски и така натаму има право, има шанса да се надева на еден добар резултат. Тие покажаа дека може да играат со големите репрезентации. Може би Португалија беше најсериозен кандидат да патува на тоа светско првенство. Ние покажавме дека сепак на домашен терен сме неприкосновени. Јас пак реков и ќе кажам, ајде да им дадеме шанса на сите млади потенцијални репрезентативци играчи да го покажат своето знаење, бидејќи добар врвен играч не се станува на 28 на 30 години, тие сите треба да добијат шанса сега во првенствено во клубовите за да утре бидат во функција на било која од селекциите на македонските репрезентации за да имаме еден квалитет кој што е во моментот се покаже дека е правилен и дека не случајно учествуваме на големите надпреварувања. Да се навратиме повторно на светското првенство, бидејќи еве измина веќе 8 на финалните надпревари. Најпрво би сакал да започнеме со тие репрезентации кои помина исто така од нашата група. Исланд поразен од Франција, може да се каже очекувано, Франција беше голем фаворит, но најмногу би сакал да се задржиме на надпреварот Шпанија-Бразил. Се чини доста неочекувано, шпанците многу тешко поминаа со Бразил, кој за мене се едно од најголемите изненадувања на ова светско првенство. Може да се каже дека онив се очекуваше да направат нешто повеќе, но сепак еве ми се падна Шпанија во осмина финале, но покажаа дека можат да се носат. Шпанците доста тешко се пласираа во четвртфиналето. Секако Бразил е една исклучително сериозна репрезентација. Тие не случајно се веќе извесен период во врвот на светскиот ракомет. Кога кажувам врвот, мислам на забележителни резултати и она што стварно во изминатиот период го покажаа дека во Бразил во изминатите неколку години од темел
значи се работело во сите категории да денес ти имат една репрезентација во која може би еден или двајца играат во домашното првенство и се другото е настапуваат во најдобрите лиги во Европа и мислам дека резултат и плод на тоа е овој резултат кој што денеска тие во моментот го постигнуваат. Налета на Шпанија, која што репрезентација Шпанија многу стрекно го доби овој надпревар. Во текот на 57, има прилика да го гледам надпреварот, во 57 минути Бразил беше во водство и последните 3 минути по исклучително собствени грешки Бразил успеа да ја поклони победата на Шпанија. Шпанија исклучително со една искусна репрезентација која ги чекаше своите 3 минути и во тие 3 минути мислам дека Гинагалде и Душебаев ги постигнаа двата битни голови кои ги одведе во понатамошниот дел од светското првенство. Сепак репрезентацијата на Бразил е пред се исклучително физички спремна репрезентација која што негува еден интересно модерен ракомет. Да напоменеме, селекторот на Шпанија Рибера беше 4 години селектор и со него почна револуцијата на бразилскиот ракомет и тоа ништо денес не е случајно. Ако доаѓа од земја каде што фудбалот е број 1, сепак Бразил се наметнува како репрезентација што во иднина треба да се респектира и дека покаже само со работа и со труд може да се достигне до целите каде што високите цели кои си ги поставиле. За останатите надпревари можем да кажам дека Франција е апсолутно може би најголем, најсериозен моментот кандидат за освојување на првото место, ако знаеме дека Германија и Данска испаднаа во осмина финалните надпревари. За некој може би чудно, јас би рекол дека Унгарија не е на некој начин изненадување, ако знаеме дека играчите доаѓаат од двата најдобри унгарски клубови, Веспрем и Пик Сегет, каде што во последните години играат исклучително важна улога во Лигата на шампионите и дека може би, ако знаеме дека го испадна олимпискиот првак, е изненадување, но за мене и за, не знам, и останатите кои подобро го се навлезени во оваа проблематика ракомет, Унгарија направи стварно еден добар резултат, исклучително со една добра игра, максимално поставена тактички игра која што им даде на крајот резултат. А Германија, мислам дека го потцени противникот. Катар е репрезентација која што е азиски шампион, кој што има во името на Шарич, Рафаел Капоте, исклучително добри натурализирани катарци кои што беа и превагата на надпревар. Мислам дека Германија не многу сериозно го свати предизвикот Катар и на крајот ги чинеше елиминација, иако мора да се напомене дека катарската репрезентација во последната година се откажа од услугите на неколку добри натурализирани репрезентативци во името на Мемишевич, Марковиќ и така натаму, за да со собствени кадри, со собствени играчи покаже дека не случајно тие доста вложија во овој спорт, дека не случајно Валеро Ривера е таму селектор со еден систем, разработен систем на работа и тоа покажа дека денес со 90% или 85% репрезентативци од домашното првенство тие го елиминира европскиот првак Германија и не се случајно меѓу најдобрите 8. Словенија според мене е репрезентација која што сигурно ќе игра во борбата, ако гледате распоредот, во борбата за медалите, бидејќи и тоа беше доста интересен надпревар со Русија. Одиграа словенците фантастично. Русите се носе, но се чини, јас сметам дека во вистински момент голманот скок, мислам дека немаше голем број на интервенции, но и тие што ги имаше беа во вистински момент, баш тогаш кога се кршеше резултатот, да речем. Словенија е репрезентација која од сите останати мислам дека има
најдобар континуитет во овие големи во последните неколку години, особено по доаѓањето на Веселин Вујовиќ, и мислам дека сета таа реорганизација и се она што Вујовиќ го наметна како свој стил на работа им дава резултат. Тој воведе неколку новини во словенската репрезентација, промовираше неколку млади играчи кои што стварно беа полн погодок. Јас на последниот натпревар го гледав против Русија кога во игра влезе левиот бек замена за Борут Маковчек. Млад играч, не се сеќавам на неговото име, но со изводреден капацитет игра, мислам дека во Рибница во словенечкото првенство, и тој е на некој начин едно од двете откритија на Веселин Вујовиќ, али се работи за стварно еден огромен потенцијал. Мислам дека ние во македонската репрезентација од тој тип се уште немаме играчи. Од еден прост пример што тие веќе неколку години во помладите селекции се во врвот на европски и светски ракомет, тие освојуваат европски, младински, кадетски, светски, европски првенства, и тука е тој клуч на сето тоа што денес им е производ во првата селекција, и Вујовиќ мислам дека на најдобар можен начин го вади максимумот од сите овие. Тие се сите искусни, без разлика што Зорман и Бомбач заради повреди не се тука, а сигурно со нивното присуство квалитетот би бил уште за 30-40% поголем, но сепак и од овие Вујовиќ вади максимум, се покажа како правилен потек на словенската федерација со неговото ангажирање. Правилно Вујовиќ процени дека исклучиво репрезентацијата ќе биде негова работа, нема да не прифати ни една од понудите од големите европски клубови, и мислам дека нема да биде изненадување ако Словенија биде освојувач на еден од трите одличија, и мислам дека Русија во овој момент, без разлика што играше хендикепирана без Павел Атман, Горбок се повреди во последниот надпревар, дека сепак е репрезентација која се враќа, али ова светско првенство не беше момент за тоа, дека словенците во овој момент се доста поквалитетни. И на крајот мислам дека не ја спомнавме, мислам дека Норвешка и Хрватска со Египет. Да, Хрватска со Египет. Мислам дека ајде за Хрватска малце, имавме прилика да го гледаме надпреварот. Хрватите се уште не го одиграле својот најдобар надпревар на ова светско првенство. Хрватите можеби вчера во првото полувреме против Египет покажа на она што треба и како треба да личи хрватската репрезентација, но други има фактори кои што влијаат на тоа. Тие дојдоа без четворица стандардни првотимци, Домај Дувњак, малтене не одработи ни еден тренинг заедно со репрезентацијата поради повреда на коленото. Тој без тренинг ги игра овие надпревари, но и она што тој како повреда го влечи, се покажа дека е стварно не е оне правиот Дувњак кој се наметна како лидер и кој што треба да го дава својот придонес, но неговата желба е преголема да им помогне на нова млада репрезентација на Хрватска, која што во прав момент Бабич одлучи да им даде шанса на тие помладите играчи во името на Мандалинич, на Шебетич, на Марко Мамич, значи една плејада на млади играчи кои што стварно со своите 21-22, нема никој повеќе од 22 години таму, 23, дека се веќе врвен квалитет и дека тие заедно со останатите Дувњак, Хорвати така натаму ќе бидат опасни за Шпанија во наредниот надпревар, мислам, бидејќи ја гледаат шансата како единствен надпревар кој им се отвара патот кон едно од медалите. Мислам дека тие се свесни за тоа. Тие мора да играат на највисоко ниво за да го направат тоа, и ако им се повторат оние црни дупки, ако може така да се кажат, од 5 до 10 минути каде што во сите надпревари не постигнува до голови, тогаш и самите се свесни дека против Шпанија нема што да бара. Додека Египет се покажа стварно на репрезентација која што афрички првак, која што им зададе проблеми на скоро сите репрезентации, но мислам дека во овој момент египетската репрезентација онај максимум го постигна максимумот со пласманот во најдобрите
16 бидејќи сепак европскиот ракомет е во преден план, дека тие се уште можеби за еден чекор поназад од останатите репрезентации од Европа и сето тоа е реално и сето тоа им дава право за воиднина да се надеваат на еден поголем успех од овој денеска што го направија. Малку и да поразговараме во однос на четвртфиналните надпревари кои се сега на програмата. Еве, го начнавме надпреварот Шпанија-Хрватска, можеби и најочекувано за сите гледачи се надеваат дека ќе биде најинтересен. Кој според тебе благ фаворит и каде сметаш дека може да се прекрши надпреварот, кој би можел да добие? Па вака, шпанците им се должници на хрватската репрезентација од последното европско првенство во Полска. Тие игра во полуфиналето и Шпанија ги доби со 33-29. Мислам дека така беше нешто резултатот, но во една шпанска репрезентација која што беше засилена со Арпад Штербик, што за мене мислам дека е едно голема разлика во овој момент од денешната Шпанија и има Маноло Каденас беше тренерот кој што ги водеше, но и Македа, играчот на Вардар, но мислам дека ова денешна Шпанија е скоро иста, малтене не го менуваат системот на и филозофија на ракомет што го негуваат. Единствено е Ривера, некој новиот тренер кој што само го продолжува она што го работели претходните селектори, така било одамна и тоа не се применува не само во Шпанија, во Франција и во другите сериозни репрезентации и мислам дека Шпанија е кој е благ фаворит, мислам дека Хрватска сепак нова репрезентација има што да ја гледа својата шанса за во четвртфиналето. Зошто? Мислам дека со цврста 6-0 одбрана ќе се неутрализираат и онака нивната можеби послаба бековска линија на шпанската, мислам. Многу се цврсти на пивотменската позиции, на крилните позиции и мислам дека 6-0 е одбраната која што според моје неко мислење и според нивното мислење Бабич и Метличич дека е клуч на овој надпревар за нив. Јас верувам, тие се една од репрезентациите кои се мои вака и фаворити, и еден дел од кариерата играв заедно со неколку и актуелни моментално и Бабич и Метлич ми биле соиграчи во еден дел од кариерата и се надевам и ќе навивам за Хрватска за нивен поволен резултат во овој двомеч. Франција против Шведска мислам дека не е апсолутен фаворит, али има големата поддршка и предност од домашната публика. Шведска, ако ги видите резултатите претходно, е репрезентација покрај Франција со една константа, бидејќи ги победуваше репрезентациите со висока разлика и се покажа дека шведската репрезентација во овој момент има еден добар фонд на играчи кои што може да одговорат на еден голем резултат, но нивна несреќа е што не летаа на домакинот и јас сум убеден дека ќе биде перфектен надпревар, добра за гледање. Секако дека тие ќе гледаат својата шанса и претходно видовме дека во овие нокаут фази нема фаворити, дека едноставно треба да бидете максимално фокусирани, не смеете да имате право на лош ден и никако да го потценните противникот, бидејќи видовме што се случува со примерите од последните два надпревари на Германија и на Данска. Но, пак ќе кажам, Франција, она што го покажа до сега апсолутен фаворит и Шведска секако ќе ја гледа својата шанса во слаб ден на француската репрезентација. Катар, Словенија, се она што до сега се случуваше може да се, не знам, во изјавите на Вујовиќ, никако не ја прифаќаат словенците улогата на фаворит, бидејќи репрезентација која што го испадна европскиот првак, секако дека е за почитување и се сложувам. Мислам дека Катар она што го направи против европскиот првак, повеќе нема што да изгуби, него може да добие. И така во една растеретена ситуација, каде што императив не вие победате, може да дајте максимум и да добиете еден поволен резултат кој што ќе ве носи во полуфиналето и пласман за еден од медалите. Катар сигурно дека ќе гледа својата шанса против Словенија, исклучително мислам дека на Словенија не им одговара онаа нивна игра, малце подлабока 3-3 која применуваат, но тие тоа е стил нивни на игра, без разлика Валеро што е
тренер од шпанската школа и им ја полека им го наметнува тој менталитет да се спуштат малце во таа одбрана, да играат по, да не речам, по смирена одбрана, не толку со многу излегувања и мислам дека ако Даниел Шарич има ден како што имаше на претходниот направи Капоте Бидина и останатите на нивото на задачата, сепак Словенија ќе биде на сериозен испит до пласо, иако ја сметам дека дека е репрезентација која што ќе игра за едни од трите медали и нормално надпреварот Норвешка Унгарија. Норвешка Унгарија, норвежаните и унгарците покажаа дека за нив фаворитите не значат ништо, дека исто така двете репрезентации ќе ја гледат својата шанса за тоа полуфинале. Нормално унгарската репрезентација како поискусна и Норвешка како репрезентација која што нема респект према големите. Видовте дека нивната бековска линија Сагосен и втората опција на десен бек Танге се исклучително играчи кои што на досегашното светско првенство не видов некој толку да биде агресивен и гладен за гол. Тие едноставно се насочени према голот, тие сакат да дадат гол, тие се толку агресивни према одбраната и тоа е само добар квалитет бидејќи на таква бековска линија одбраната е на тежок испит. Се отвараат сите можни опции во напад, ви се отвараат крилата, ви се отвара пивотменската позиција, така да Норвешка е стварно една репрезентација која што рековме претходно во иднина во перспектива која што допрва има што да покаже. Унгарија е опасен противник, Унгарија е репрезентација исклучително за почитување. Не знам кој го гледаше на првиот против Данска, но мислам дека во името на голманот Миклер и левиот бек Джамаили, иранскиот натурализиран унгарец, добија во еден нов квалитет, каде што тие на унгарската репрезентација им дадоа еден нов квалитет. Нивните останати играчи, Ласло Начи и двата млади играчи на левата бековска позиција и Пивитман, кои што од младинската репрезентација веќе ги промовираа ова година, се страшен потенцијал и тоа е еден спој на младоста и искуството со овие заедно им дава еден висок квалитет. Хавиер Сабат е нивниот селектор, иако осеќам дека никој не верува во неговата работа, најдобар можен начин ги демантира сите стручњаци во светот и во Европа дека тој можеби и ќе го направи големиот успех во последните години со репрезентацијата на Унгарија. Иве, мене ми останува само да ти се заблагодарам за оваа детална анализа, не само за играта на нашата репрезентација, туку и сите останати надпревари, па еве направивме и најава за надпреварите кои се играат утре, четвртфиналните. Маријан, ти благодарам на телевизија Мега и како и претходно ви стојам на располагање за секој можна и идна соработка.